Со оваа постапка се заокружија на некој начин две големи два големи сегменти во здравствениот систем во нашата земја: трансплантацијата и кардиохирургијата. Трансплантацијата присутна како процес на интердисциплинарна соработка многу години наназад, пред се во трансплантацијата на бубрези со многу искуство во организација и спроведување на сите тие процедури, и од тука огромен број на експерти кои што работат во таа сфера. Овој дел под раководство на координаторот доктор Мојсова во изминатите 2-3 години одлично продолжи да функционира, како што функционираше и претходно, меѓутоа бевме свесни дека програмата треба да се надгради. И затоа ги направивме сите припреми за тоа што треба да значи трансплантација на срце. Направивме еден така наречен hard team, тоа е тим во кој што членува сите кои што имаат допир со кардиохирургијата во нашата земја, од државната клиника, тимот присутен овде под раководство на професор Јовев, понатаму на тимот на доктор Николич, професор Николич од болницата Систина, и тимот на доктор Митрев од неговата клиника, се со цел да се обединат нашите капацитети. Пациентите се лекуваат со години наназад во трите институции, и во секоја од институциите има и знаење, и експертиза, и така натаму. Кардиохирургијата е една приказна која што со години се развива во нашата земја. Професор Јовев дел од еден тим кој што долги години беше и на едукација во Израел, во Бугарија, заедно со докторите Караѓозов, Цветановски, Јосифовски, веројатно да не пропуштам некој, тогаш дел од клиниката за торакална и васкуларна хирургија. И еве се погоди моментот на некој начин, се согласи семејството на Емилија Колева да донира 8 бубрези и срце, зашто мора да им изразам јас голема благодарност, заради тоа што со тој чин и на национално ниво ми се чини како никогаш до сега се подигна свесноста за тоа колку е битен овој чин да се донира орган, заради тоа што не само што се подобрува квалитетот на живот кога се донираат бубрези, туку и се спасува живот кога се донира срце. Пациентот кој што го прими срцето немаше друга алтернатива. И самиот тој беше свесен, се лекуваше на клиниката за кардиохирургија, дека му преостанува неколку месеци од живот. Едноставно не беше кандидат ниту за некој од механичките девајси кои што сега се вградуваат. Така да за кратко време се организираше целата работа, се обединија експертизите на анестезиолозите, на професорите Јовев, Николич и Митрев, и се заврши во најдобар ред. Уште една сакам да им честитам. Верувам дека ова само почеток на една успешна соработка, мултидисциплинарен, тимски пристап за една национална политика во која ставаме акцент и на кардиохирургијата, што мислам дека го докажавме во изминативе години преку обезбедување на странска експертиза, благодарение на нашиот кардиохирург од Франкфурт, доктор Петар Ристевски, кој што со огромна поддршка и на претседателот Зоран Заев во изминатите години интензивно доаѓаше и работеше со нашите лекари и заедно промовира нови техники, кои што сега се нашите кардиохирурзи веќе способни и сами да ги прават. Мислам дека ставивме еден силен белек акцент на развој на овој сегмент од здравството, кој што верувам дека со помош на оваквите политики ќе продолжи и понатаму. Уште еднаш благодарност и честитки.